Минатата недела поранешниот председател Стево Пендаровски и британскиот амбасадор во Скопје Метју Лосон упатија сериозни и речиси идентични предупредувања за руското хибридно влијание врз информацијскиот систем на Северна Македонија. Во интервју за Цивил медија Пендаровски беше директен. Северна Македонија оддамна функционира како прокси држава на Русија. Слична оценка даде и амбасадорот Лосон, кој во присуство на премиерот Мицковски истакна дека Русија има едно од најмокните странски влијанија во земјава како земја членка на НАТО. Тој појасни дека централниот механизам на тоа влијание е руската пропаганда што ја оправдува агресијата врз Украина. На експертската конференција во Скопје за хибридните закани, Лосон нагласи дека дезинформациите и манипулациите директно ги подкопуваат демократските процеси, го попречуваат пристапот до веродостојни информации и ги спречуваат граѓаните да учествуваат во јавна дебата за важни прашања. Важно е да се потенцира дека Пендаровски е првиот висок македонски политичар што отворено проговори за длабочината на руското влијание и тоа врз основа на разузнавачки информации од домашните и НАТО сојузничките служби. Слични предупредувања годинава упати и Европската Унија во годинешниот извештај, каде што се нотира дека српскиот свет го подкопува суверенитетот на Северна Македонија. Како носител на ова политика беше посочен вице-премиерот Иван Стоилковиќ, кој отворено поддржува идеи за прекројување на границите на Балканот и има директни врски со официјална Москва. Но наместо сериозен институционален одговор, политичкиот естаблишмент најчесто реагира со игнорирање или потценување на овие предупредувања. Кога европскиот извештај беше објавен, премиерот Мицковски прво не веруваше дека е таква оценка воопшто постои, а потоа се обиде да ја минимизира. Сепак, на конференцијата во Скопје тој делумно го смени тонот, признавајќи дека дезинформацијските кампањи представуваат безбедносен предизвик што не може да се надмине со молк. Истовремено упати на недостаток на ресурси и кадар, но не и на конкретна политичка акција. До сега реална акција практично и нема. Напротив, долго време преовладуваше молк и одбивање да се соочиме со реалноста. Дали тоа беше резултат на незнаење или на свесно толерирање на руско-српското хибридно влијание останува да се види. Дека предупредувањата се основани го потврдуваат и податоците од истражувањето на јавното мислење на фондацијата Метаморфозис, спроведено во октомври годинава од агенцијата Индиго. Резултатите се алармантни. Значаен дел од граѓаните имаат проруски ставови за војната во Украина, 45% гледат поголем корист од сојузништво со НАТО и ЕУ, додека 43% бараат сојуз со Русија. Овие бројки ја потврдуваат тезата за силната пропагандна пенетрација на Москва кај нас. Најголема одговорност за ова состојба сноси политичката елита и најголем дел од медиумите во земјата. Македонските политичари често шират лажни наративи дека ЕУ го оспорува македонскиот идентитет или дека стои на страната на Бугарија. Најеклатантен пример беше изјавата на премиерот Мицковски дека европскиот извештај би бил попозитивен ако македонците не постоеле. Типичен обид да се манипулира со етнички чувства за да се одвлече вниманието од недостигот на реформи кај нас. Медиумите пак масовно и некритички пренесуваат руски наративи за војната во Украина, често извртувајќи ја реалноста и представувајќи ја жртвата како агресор. Освен руската пропаганда, тие некритички цитират и западни политичари или новинари блиски до Кремлин, најчесто Виктор Орбан или представници на крајната десница во ЕУ и САД. Ваквиот неодговорен однос сериозно ја загрозува позицијата на Северна Македонија како членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија. Србија може да игра на две столчиња бидејќи не е членка на Алијансата, но Северна Македонија нема таков луксус. Земјата има јасно дефинирана геополитичка ориентација и секое тактизирање ја подкопува довербата на партнерите. Ако
Ако премиерот на вистина има политичка волја, постојат чекори што може да ги направи веднаш, уште пред јакнење на институционалните капацитети. Прво, веднаш да го разреши вице-премиерот Иван Стоилковиќ, кој е јасно посвечен во ЕУ како носител на политиката на српскиот свет. Второ, да иницира итна јавна дебата со новинарските здруженија, медиумите и граѓанските организации за некритичното пренесување на руската пропаганда, особено за војната во Украина, и тоа да се направи сега додека темата е централна и релевантна. И трето, да побара од Србија да ја врати архивата на поранешната удба и коз за македонските граѓани до 1991 година. Барање кое го поддржува и Европскиот парламент, а Србија упорно го игнорира. Само преку јасни, брзи и кредибилни чекори може да се покаже дека земјата ја разбрала пораката од ЕУ и Велика Британија и дека има политичка волја да се спротивстави на руските хибридни влијанија.